Благодарам, председателке. Добро, јас ова амандмански предлог го разбирам позитивно, во позитивна насока, бидејќи практично на некаков начин е конфирмација на тоа дека сепак оваа политика била добра од страна на владата. Иако тука се зборуваа на различни теми, ден денес за политички потреби се критикува унгарски кредит, унгарски заеми, што ли уште не, но поентата беше сосема друга, а тоа е практично за прв пат од самостојувањето на нашата држава, една влада да одлучи да издвои 250 милиони евра, кои што ќе бидат трансферирани до општините, преку еден фер модел согласно формулата 136 евра по глава на жител, и тука да не се двои ниту една општина, и општините сами да одлучат со кои проекти ќе аплицираат до владата. Првата година од кога ја превземавме власта трансфериравме отприлика 125 милиони евра, втората 250 милиони евра. И покрај тоа што имавме најразлични критики, дали од политичари од опозицијата или од новинари блиски до нив, дека тоа не е така, дека сме правеле пиар, сепак тоа може да се види на терен, а добра потврда стигна и од есенскиот економски извештај на Европската комисија, дека токму ваквите проекти се мотор на економскиот раст, кој што веќе петти квартал е над 3%. Суштината на овие проекти беше да се решат деценијски проблеми на граѓаните кои што несомнено ги има. И замислете во двата повика, екзактната бројка на проекти кои што општините сами ги аплицирале до владата е во првиот повик 288, а во вториот повик 887 проекти или вкупно 1200 проекти, односно 20 милиарди денари. Поентата на ова беше дека секоја општина може да аплицира со каков сака проект, кога ќе стигнат апликациите во Министерството за локална самоуправа, Министерството ги трансферира до ресорните министерства и покрај тоа што општините можеби немаат никаква надлежност во здравствена заштита или така натака, секако можеа да побараат пари за тоа и веднаш кога проектот ќе беше одобрен, тие средства се трансферираат до ресорното министерство преку собранието и се изградија и се градат многу културни домови, амбуланти, градинки и училишта и се решаваат деценијски проблеми во општините и тоа може да се увиди. Разликата беше дека тие плаќања ќе бидат согласно времените ситуации на завршените проекти. И сега во вашиот амандман има дека претходната година биле 350 милиони денари, како што можев да видам, оваа година се помалку заради тоа што се исплатени времените ситуации, не дека тие проекти ќе запрат. И во еден момент во оваа држава се работи и ќе почне и ќе продолжи да се работи на 1200 точки, нешто што може да се примети по локалните самоуправи. За да бидеме до крај честни, оваа година владата одлучи овие средства да не ги трансферира до општините, бидејќи се создаде еден феномен кој што дотогаш не беше познат во нашата држава. Првиот е дека градежната оператива не можеше да го изработи тоа кое што се случува на терен. Слободно може да го прашате градоначалникот на Крива Паланка и тој ќе ви го потврди истото, бидејќи тоа го има општено со јавност. Едноставно, замислете, вие на една општина, можеби како, не знам, Аеродром или Карпош, или можеби Ѓорче Петров, вие надвор од тоа кое што го има во оперативниот буџет, му давате за 2 години 8 милиони, 9 милиони, 10 милиони, 14, 15 милиони евра и тие се проекти кои што со децении биле барани од граѓаните и сега некој одлучил дека треба да создаде средства и да им ги врати назад за тие да реализираат проекти. Со оглед дека ги исцрпивме добрите проекти кои што ги имаат општините, а ова се народни пари, ние треба одговорно да се однесуваме со народните пари и не треба да им ги даваме за што годе да реализираат, бидејќи имаат и своји оперативни буџети. Оваа година оставивме 12 месеци простор за тие да може да проектираат. Што значи тоа? Дека ако сакате вие да изградите еден проект кој што е голем, кој што треба да значи за граѓаните, мора да има проект. А тој проект за вие да го изработите, со се оние процедури на јавната набавка, со се ревизијата, треба време. И сите општини во оваа држава, дали е било Пробишти, дали е било Струмица, дали е било Крива Паланка, Аеродром, Ѓорче и така натаму, знаат колку средства ќе добијат до година, затоа што формулата е јасна.
И сега тие, имајќи на ум дека уште 2 години или можеби уште 3 ќе ги добијат овие средства, оваа година треба да одвојат средства од својот буџет за тие проекти да ги испроектираат, затоа што со тој проект треба да аплицира во Министерство за локална самоуправа и да добие пари од оваа држава. И сметам дека тоа е еден фер модел. Заради тоа што ние кога ја добивме поддршката пред 15 на месеци, а особено сега пред можеби 1 месец, ние јавно кажавме дека нашата економска филозофија е таа: реализација на капитални инвестиции, помош на домашно стопанство и зајакнување на животниот стандард. Капиталните инвестиции вие можете да ги реализирате на 2 нивоа: преку Министерството за транспорт или другите министерства, односно државата да ги реализира, но подобро се покажа дека општините можеби на микро ниво подобро реализираат капитални инвестиции. И сега видите каков циклус се случува во државата. Вие градите 4 автопати од еднаш, вие градите втора и почнувате со припрема за реализација на третата делница на пругата кон Бугарија, подпишувате договор за изградба на тунел, нешто што до сега го немаше. Подпишувате стратешко партнерство со Велика Британија да градите брза пруга, да градите болница, клинички центар, се извинувам, во Штип, болница во Кичево, да реконструирате болницата во Тетово, да изградите студентски дом во Штип и да имате ноу-хау, тоа како централни големи проекти. Паралелно тука вие сте биле министер, знаете дека секое министерство има одредени средства за реализација на капитални инвестиции и од дозгора на тоа ги реализирате овие капитални инвестиции и не го чепкате буџетот на општините. Тоа значи дека секоја општина која што ревносно се работи дисциплинирано, ги има овие средства, но ги има и сопствените средства на сопствените сметки кои што се предвидени за реализација на капитални инвестиции. И тука доаѓаме до еден циклус на инвестиции реален од неколку милиарди евра. Реален. Затоа не имаме проблем со нашата градежна оператива и затоа имавме проблем со градежната комора, за да видиме што треба да правиме. Затоа што ние сакаме да градиме, да видиме колку можат нашите компании од тој квантум да го земат и да го обслужат. Заради тоа што градежништвото е една од сферите каде што е најголем контрибутор на нашиот бруто домашен производ. Слободно отворете на Државниот завод за статистика и видите како во просек од кога е ВМРО ДПМН со коалицијата дојдена на власт, градежништвото расте од 5 до 7% на квартално ниво. Затоа таа економска филозофија, таа градежна експанзија дава резултати. И да, се согласувам со вашиот амандман, да, проектот е одличен, но во овој момент суштината е таа. Во наредниот период, оваа година, се надевам дека општините и ги повикувам јавно, дури и оние, највеќе кои што се од мојата политичка партија, завршете ги проектите, за многу скоро време, повторно ќе биде објавен повик, овие проекти ќе бидат завршени, голем дел од нив, и тоа заменик министерот многу дисциплинирано се обидува да го објасни сите овие денови, дека се работи за повеќе годишна набавка, тоа се проекти кои што не може да се завршат за 2, 3, 5 месеци, некои од тие проекти треба да се градат 2, 2,5, 3 години, но затоа иде и така наменски плаќањето. Така да, мило ми е што се согласуваме дека овој проект е добар и уште помило ми е дека овој проект ќе продолжи да се реализира, бидејќи на вистина, без разлика кој бил на власт, на некои населени места фалеле, недостасувале капитални проекти и еве конечно можеби има една можност овие проекти сите да бидат изреализирани. Благодарам.